Гледачи, ова беше и најава за нашите гости, поточно нашите гости денеска во вториот дел од утринското издание на Нов ден е камерен состав Виво, а членови се Милена Гиевска-Андоновска, магистар виолинист, и Александар Христоски, дипломиран кларинетист. Добро утро. Добро утро. Ви благодарам што вака музички нас освеживте. Благодариме за поканата. Нема проблем, повелете секогаш. Инаку, тема она за што сакам да поразговараме денеска, токму беше и оваа музичка номера со која што не почестија нашите гости. Сакам да поразговараме колку денеска се слуша сериозната музика. Но за почеток, да не кажете нешто повеќе за вашиот состав. Да почнеме од дамата или од Александра? Ајде, Александра, победи. Добро, баш ми е чест за поканата и баш ми е радост и задоволство да јавно вака настапиме, пошто често пати класичното музицирање е во некоја институција. Не е многу експонирано, не знам. Не, го има, но не е толку застапено во медиумите. Во медиумите. Да. Повеќе е застапено во некои културни центри, Так. дали национални, дали на локални центри, каде што се извршуваат некои, пример, промоција на книги, галерии, изложби или некои поврзани со одредени настани. Со некоја манифестација и за да се дозбогати програмата со една-две точки од класичен репертоар, или пак ако нешто се организира преку класична музичка продукција од Скопје се бараат професори од факултет или од средно или некои камерни состави за да настапат со целовечерен концерт. Но во градот Куманово до сега 90-тите години се појави камерен состав Рустико, потоа згасна работата со Рустико и еве сега пред 3-4 години со колешката Милена Гиевска и со уште еден колега Атанас Петров, исто дипломиран фаготист од Куманово, седнавме заедно тројца и викаме дај да видиме можеме ли нешто да направиме во врска со класичната камерна музика и се договоривме да започнеме со барање на материјал и со барање на простор за вежбање. И по 2-3 месеци вежбање дадовме 2012 година велигденски концерт во Центарот за култура Трајко Прокопиев и после тоа имавме неколку пати настапувано во некои галерии, промоции на книги, изложби, кога како двајца, кога како тројца. И затоа и називот на нашиот состав е камерен состав, не камерно трио или камерно дуо. Добро. Затоа што понекогаш настапуваме тројца или двајца, за да нема забуна зошто сте трио, а двајца сте, или зошто сте дуо, а тројца сте. Така. Затоа се нарекувме камерен состав. Така. И према потреби на настапите, на поводите кај што сме поканети, дали двајца, дали еден, дали тројца, се прилагодуваме. Да се надополнам на колегата. На наше задоволство ние свириме на такви културни настани и манифестации, нели? И навистина ни е задоволство што таков културен аспект, нели, ние можеме да придонесеме, но најмногу луѓето не знаат од настапи на свадби како дел од приемот за гости, нели, приемот на гости, пред да почне веселбата, содбената веселба, ние еве тоа почнавме да го правиме во последно време, бидејќи навистина ни се допаѓа што гледаме светски тренди пошироко, нели, светски тренди пошироко. Нели, во светот гледаме како навистина ни е интересно како тоа се прави. Сега тоа најчесто станува збор за класичен, типичен класичен состав, типично класично трио или квартет, например две виолини, виола и виолончело и така натаму, а ние во Куманово ги немаме тие услови, чак ги немаме и тие инструменти и ние еве со она што го имаме, што ни е ставено на располагање, ние направивме еден состав на колегата Атанас Петров, што го спомна Александар. Да, тоа е третиот член. Да, третиот наш член. За сега е на инструментот фагот. Значи ова е баш неконвенционален состав, баш поразлично од нешто што можеш да го чуеш секојдневно сегде на сите останати приеми и коктели, не знам што. Баш ние се гордееме со таа наша различност. Тоа и отвара работа, адаптирање на ноти, нели, пошто кога немаш таков состав популарно да е, нели?
ретко кој пишува ноти за такво нешто, Така. ама па ние па еве се адаптираме, гледаме да го направиме тоа да звучи убаво, барем се трудиме. Не знам колку успеваме, ама се трудиме и така. Добро, вие сте магистар виолинист, Да. а вие сте дипломиран кларинист. Дали вашите настапи се вржани само, да кажеме, со настапи на манифестации, прослави, како што рековте, тука некаде? Дали сте заинтересирани за надпревари, за тип на гостување на фестивалски, да кажеме, манифестации, кои што се со вашата музика, кои што се во тој правец во кој што вие ги работите? Тоа е еден голем показател над преварот, еден голем показател Така. да се најдеш себе си, да се дефинираш себе си како музичар, реално. Да, и е всушност сите се со доволно висок стандард, предизвик се. И искрено, според мене, бара голема храброст воопшто да се појавиш на тој, на таков тип настан, нели, надпревар. Но дефинитивно сме заинтересирани, па дури можеби малце дрско од нас, ама ние па сакаме подалеку да целиме тие подалечни надпревари. Така? Така, европски на европско ниво, така да еве следен наш успех на надпревар. Ние доаѓаме кај вас во емисија и се пофалуваме за тоа. Важи да видиме дали Македонија има таков тип на фестивал, некој атрактивен фестивал. За жал не, баш тоа ми е и муабетот. И се подразбира што целите школско подалеку. ниво, Така. на училишно ниво за ученици кои што нели се до не ме фаќате за збор, мислам дека е или до крај на средно образование или на факултетско ниво евентуално, а за возрастни аматери кои што мислам за возрастни кои што не се во фаза на школување во моментов. Да. Такво нешто нема, можеби ќе се случи, ќе има такво нешто во некоја блиска догледна иднина, ама еве се за сега ни остануваат надпревари на европско ниво. Така е. Добро, дали имате нешто од ваша продукција, нешто снимено, како би рекле, познатите во светот на музиката, носачи на звук? За жал не. За жал не. За жал не, тоа Се не работи на тоа. Проблем, да, али се работи на тоа. Сигурно. Сега. Во прашање се многу работи кои треба да се скоцкаат и вклопат. Стално не прашуваат тоа и ние се вадиме на тоа дека сме ние камерен состав виво, дека ние само во живо свириме. Ама не можеме уште долго да се на вадиме. името ви го возможува тоа, да, но сепак. Да. Убаво е. Ајде сега да преминеме на оној дел. Колку се слуша сериозната музика? Ме изненадите, дури јас сум била сведок на одредени свадбени случувања, веселби каде што се присутни членови на класична музика. Колку се слуша класичната, сериозната музика? Кој е оригиналниот назвив? Како да се слуша? Класичната музика или? Да, секако сакаме да го избегнеме она сериозна музика. Добро. Секако не е сериозна, туку секоја музика е сериозна, нели? На свој начин. Да, бара сериозна работа, секој жанр бара сериозен пристап си бара, сериозен како и пристап, секоја точно. работа, да. Класичнава музика се слуша, но бидејќи не е тренд, не е популарна, луѓето избегаваат да признаат за тоа, што не ми се допаѓа, да избегаваат да кажат дека се слуша, а самиот факт колку повеќе и повеќе сме барани во последно време, баш тоа покажува дека многу луѓе всушност го сакаат овој звук, нели? Ама ете, пошто не е популаризиран, не е доволно популарен и ете, така, се преферираат некои други, можеби музички жанрови повеќе, али еве класичнава, ние сакаме да ја промовираме заради тоа, како што рече Аце, пред некоја година се собравме и сакавме да бидеме тој камерен состав во градот, така, кој што ќе ја негува таа традиција. Камерниот состав Рустико, кој што го кажуваше Александар, е исто единствениот камерен состав на нивото на градот. Да, да. И тој бил член на истиот состав и морам да му заблагодарам на неговата мотивација, ангажираност. Навистина, ние сме, јас и Атанас, третиот член, сме многу помлади од Александар и навистина ми помогна неговата мотивираност, неговото искарување, ангажираност, собрано, ти најде, не викаше на проби, не организираше. Така да не е лесно, нели? Не е лесно да се постигне нешто, ама се постигне.
Знаете како, јас се сложувам со Милена во еден момент, дека сте во право дека класичната музика не се слуша, а мислењето, нели, на граѓанството е дека си го држат за себе. Александр, јас мислам дека се она што трае, а тоа е класиката. Значи, колку многу одамна постои класична музика, секогаш се слуша. Значи, во што е убавината? Убавината е во да направиме една мала споредба, да кажеме сакоата. Оделата, како што ги нарекуваме, се класика. Но секогаш постои дури дрескот за облекување во класична одела. Класиката секогаш е во модата. Значи, класиката никогаш не губи од модата. Така и класичната музика, така и познатите светски класици во музиката, значи никогаш не губи. Си постои оне одреден дел, како што вие музичари можам да ве наречам, класичен дел, си творите во ваш дел нови ноти, кои што ние како лаици од страна не можеме да ги разбереме колку се нови, колку се стари, но сепак изведбата и мелосот се учиме да уживаме во тоа. Твојот став, Александр, како? Вака сега, јас нели претходно спомнав за Рустико, но причината што не обстана Рустико е финансирањето. На почеток се почнува со финансирање, потоа кога ќе згасне финансирањето, веќе и самиот состав, кога нема финансиски средства, се расформирува или веќе не може да обстои. Секоја професија си бара и секој музичар си бара мотивација. Так. И за жал многу класичари кои што испозавршија на факултети за музичка уметност, дали во Штип, дали во Скопје, дали надвор од Македонија, поради недостиг на финансиски средства и нефинансирање на класичната камерна музика, не сака да се вклучат во камерните состави. Првото што ќе кажат, добро, во ред, ете, од љубов према професијата, од љубов према класиката што сме ја завршиле, за кого да свирам и ако имам за кого, за колку да свирам. Кога оди и од тие мои колеги се трансформира во свадбари, во тезгари. Так. Дај да најдеме некоја тезга, дај да најдеме некое место кај што ќе ни се исплати финансиски и се собираат во домашни атмосфери или во некои културни институции да вежбаат за да се спремат со народна, староградска или ново компонирана музика за да може утре тоа да го уновчат. Додека ние започнавме со љубов и се уште не сме нашле донации со кои ќе бидеме подкрепени за да направиме наша лична снимка. Значи можеме ние да се утепаме вежбајки со класични материјали, со ноти и со репертоар и да шириме лепезата на репертоарот, али ако немаме финансиска поддршка за сето тоа. Да, ништо тоа не може да заживее. Добро би било градот Куманово и представниците од локалните власти на ниво на град Куманово, поготово одговорните за култура, да ни повозможат да имат слух прво за нас, да се заинтересираат, да ни дадат ангажираност и финансиска мотивираност за да ова сега што го работиме јас, Милена и Атанас, да може да обстои. Не е само да го има, не е само од нас да потекна, туку да има слух и финансирањето на класичната музика. Ние настапуваме во приватен сектор, сами настапуваме, сами преговараме и сме име на джери кога ќе дојде некој да не побара. Значи, нашата работа е повеќе да отсвирам и да се фокусирам на материјалот. А не организаторската, организацијските способности би сакале да ги отстапиме на некои што ќе се заземат за нас. Точно, не треба да е наша работа, организирањето, менаџирањето не треба да е наша работа. Најголемиот проблем е тоа. Очевидно во последно време, еве гледам еден куп факултети за менеджмент и смерови за менеджмент и така натаму. Треба само да се насочат ресурси, да се насочат едноставно некои нешта. Не е наша работа да менаџираме. Наша работа е да бидеме најдобри во тоа што можеме, свирејќи, да свириме. Инаку ќе недостига квалитет на свирењето ако ние се замараме со се останато. Точно. Но ете, таква е работата каква е. Ние се нафаќаме и тоа да го правиме од чистата љубов да го правиме ова. Едноставно сакаме да го правиме ова, па макар по било која цена. Ама ете,
што вели Александар, има секоја цена, има цена, така? Се си има своја цена. Се има своја цена, навистина. Сепак сме професионалци, возрастни професионалци, кои што сакаме она што сме го учеле на факултет да возвратиме, да придонесеме, да покажеме, да не стои како знаење сирово кое што не може да биде употребено. Точно. Кажете ми, би сакала јас да знам, ме интересира, на кој начин се дели класичната музика? Рековте камерен состав. Кој тип на музика е камерен состав? И како се дели класичната ние музика? сме камерен состав, преведено буквално камера, музика камерата е музика која што се свири во соба. На времето, не знам, од Ренесансата па навака, ако добро знам, богаташите во општеството не ќеле да идат на концерти, да им свират нели музичарите. Како и за сите луѓе. Туку сакале да си ја донесат музиката дома, затоа имали салони за изvedба на такви за такви работи, за такви нели забави и тоа е камерна музика, тоа е буквално коренот на камерната. Од тука поаѓа камерен состав. А инаку останатото се само епохи, исто како во сите други уметнички правци, епохи. Класицизам, романтизам, експресионизам, импресионизам и така. Поврзани со временски. Со временски, временски поврзани, инаку ова е баш таква појава, значи во салоните на богатите кои што не ќеле да искачат од дома, сакале. Дали имате музичари во вашето семејство? Имаме музичка основа, некаква секако, Александар има поголема од мене, баш така. Значи имам чичко, кој што беше професор по музичко образование, сега е во пензија, се вика Христовски Борис и долги години предаваше музичко образование во основно училиште Браќа Младиновци. И исто и татко ми учеше средно музичко, но за жал не знам од кои причини се откажа и отиде во други професии и таа негова животна желба беше тоа што јас не можев да го завршам, сакам ти да го завршиш. Тоа моето што не можев јас да го истрчам, ти ќе го истрчиш и тука бев и мотивиран нешто од чичко ми, нешто и од татко ми. И тоа најчесто е, се извинувам што прекинувам, тоа најчесто е многу голема родителска грешка, но во овој случај очигледно се претворило во љубов. Значи, успешно искочила. Не само тоа, туку од мали нозе, да кажам, беа членови во градска музика Илинден. И порано 90-тите години секој понеделник, среда и петок имаше проби и често пати концерти, настапи секакви. Било на локално, било на државно ниво и ме водеа на тие проби и таму ми се роди и љубовта кон музиката. И слушајќи ги како свират, како чичко ми диригира со оркестрот, како татко ми свири и дури кога одев во Нижо музичко училиште 86, 87, 88 ме вклучија во активностите на друштвото и уште повеќе бев мотивиран. Потоа се запишав во средно музичко по факултет и со ред веќе си доаѓа. Постепено и љубовта уште од мали нозе кога ќе ја добиеш од родителите и од повозрастните, сега може да се пренесе на идните генерации и долги години наназад барав колеги, некој пат еден извесен период кога не ја познавав Милена Гиевска, кога уште не се ни познававме, имав корепетитор, тоа е Марко Митковски, синот на Маргит Сантевска. Со него имавме неколку настапи, тој ме корепетираше и нормално сега е професор по пијано во Нижо музичко училиште Панче Пешев. Така. И да кажам, покрај мотивацијата домашна, семејна, мотивацијата представува и голем број надпревари што се организираа во средно музичко и на факултет, кои беа на републичко и државно ниво. И тие надпревари уште повеќе мотивираат за да го достигнеш тоа ниво и критериумот што го бара самата институција во која стекнавме професионална музичка наобразба и да можеме и понатака да продолжиме. Да, и надпреварите се многу убави бидејќи со тој надпревари покажуваат докаде сте. И со конкуренција од страни докаде сте на тоа ниво на кое сте во средношколски. Е одреден показател, надпреварот е важен индикатор едноставно. Докаде си, на што треба да поработиш и така натаму. Но да не се повторувам, тоа е само на образовно ниво, само на ниво на
тие што се уште учат музика. Да. А кое е твоето искуство, Милена, во врска со приказнава за поддршка музичка? Јас сум многу воспитувана во духот на музиката, значи од најмали нозе едноставно. Татко ми има некое музичко образование основно, но навистина сум воспитувана во музички дух, со многу лонгплей плочи, со многу музика, со многу касети. Морам да кажам дека многу сум повеќе била фокусирана на рок музиката. Тоа ми е во душата, но сакав да свирам музика, сакав да од најмали нозе да совладам инструмент за да можам и ја таа убавина да можам да ја репродуцирам и еве драго ми е што тоа го живеам, репродуцирам музика. Нели? Да, имав основа, имав многу поддршка од моите родители, надпревари, што ги спомна Александар, имам учествувано на неколку 101 2 места на државно ниво. Еве, тоа е таа некоја и индикатор и мотивација која што е потребна на ученик, посебно на ученик од град кој што не е Скопје, нели? Ние што сме од другите градови, бидејќи е лесно кога си во Скопје да останеш во Скопје и да поминеш добро, но ете, навистина сум задоволна од себе и од она што го имам како основа музичка. А кои се вашите професии всушност? Што работите? Јас сум професор по виолина во 2-3 приватни музички училишта, исто така предавам во основно училиште, предавам музичко образование, значи музика 24/7. Александар, дали? За жал, јас уште сум невработен, активен барател за работа, инаку екзистирам од приватни веселби, свадби, погреби со градска музика, приватни часови, приватни часови со ученици и секаде каде што имам потреба, важно се што е во врска музиката, со во областа на музиката, некои студиски снимки по студио каде што ме повика, така всушност преку тоа снимање во студио се запознавме со Милена, бидејќи 2007 година требаше да се изведе театарска представа Коштана од страна на Владко и Силви бенд и тогаш бевме повикани со Кумановскиот театар заедно. Со Кумановскиот театар и преку Центарот за култура и Кумановскиот театар беше сето тоа организирано и таму почнувајќи со тие проби и настапи, репетиции, таму се запознавме со Милена и кога можеме да ги изведуваме песните од Коштана и тоа после се снимаше и во студио кај нив дома и CD-то е издадено и имаше и промоција на тоа. Така. Користам прилика и да ги поздравам и Владко и Силви и една голема благодарност и за самиот проект, а преку тој проект се запознавме и ние со Милена и после тоа дај да видиме што можеме на класичен план. Како колеги, како класичари, зошто да го бараме местото се во народна музика, кога ќе отидеш на веселба таму, луѓето не те прашуваат дали имаш ти школа или не. Ја знаеш ти таа песна и дали можеш да ја отсвириш. А вака кога почнуваш со класика да се издвојуваш, чекај, не може секој да свири класика. Так. За свадбени веселби, за приватно, секој може да одговори на приватни веселби, но за класика си треба класично професионално образование. Многу здрава и основа. дури кога настапуваме некој пат на прием на гости, кога има некоја свадбена веселба, додека влегуваат луѓето, дури колегите од разните локални бендови кои настапуваат, доаѓаат да се запознаат со нас. Колеги, кои сте вие, што сте, па дознаваме дека некои од нив се студенти на факултет за музичка уметност, некои се наставни теоретичари, некои на соло пеење и се ориентирале, направиле состав за свадбени веселби и тука на самиот настап се запознаваме со нив и дури нашите настапи се мотивација не само за нив, за сите присутни. Интересно е за помладите, интересно е за постарите. Оти се нешто што е ново или новина во такви веселби или приватни поводи, интересно звучи. Да. Дури бевме прифатени пријатно. Јас на интернет проверував за камерна музика, барав онака не само материјали, туку барав и историјат да видам од кога потекнува. Уште, како што рече колешката Милена, таму 17-18 век, читав една статија на еден наш колега, исто што е цел живот во камерен состав. Вика, не можејќи сите да си го најдеме местото во симфониските и филхармониските оркестри, ги оформивме камерните состави за да можеме да бидеме да се самоактуализираме. И камерните состави
на времето беа вклучени во кралските дворци и во тие кралски дворци на времето настапуваше и нашиот композитор од Куманово Трајко Прокопиев, кој што, да кажам, е најобразован, кој што роден 909 во Куманово и 34-35 година, помеѓу двете светски војни, бил диригент на кралски оркестар во Белград. Значи, тоа користам прилика да го спомнам, бидејќи навистина дури во тоа време бил и Панче Пешев доста истакнат, затоа и нашето основно нижо музичко училиште го носи името Панче Пешев, и гледам доста слики има од Панче Пешев во градска музика Илинден, сликан со 20-30 помлади ученици кои што ги обучуваат, дури свирел виолина и ги мотивирал, и после Втората светска војна голем дел од плејада на млади музичари во тоа време кои били мотивирани од Трајко Прокопиев и од Панче Пешев, запишале средно музичко и биле некои од нив и присутни во првиот состав на формирањето на Македонска филхармонија. И многу имало кумановци, дури колегите што таму свират од постарите генерации велат на почеток кога беше оформена Македонската филхармонија вриеше од кумановци. Ете, од секогаш знаев дека се музички град. Да. Од секогаш имало потенцијал музички канеш во Куманово. Па тој кумановски дух, тоа е. Тоа се си поврзано. Не може да се негира. Па не може нашиот ведар дух, нашата харизма која што имаме, не може да дојде од негативни луѓе, од луѓе кои не сакаат музика, кои не сакаат забава, кои не сакаат. Луѓе кои што имаат таков хумор, не може да немаат дух и да не бидат добри музичари па после. Сигурно. Оно што ми беше интересно пред, да кажеме, 10 години, може би не е толку, но од прилика. Постои дрес-код, нели? За класична музика постои класичен дрес-код. Но на назад неколку години по настапи што видов, мислам дека имаше еден состав на 4 девојки беа. И јас мислам дека тие внеса една новина во светот на класичната музика. Значи, облечени кежуал во превод, што би рекле, не службена, релаксирана варијанта, а свират класична музика. А не се во статична положба, се движат низ сцената. Баш ми е драго што го спомнавте ова, да. А тоа е навистина тренд во последно време. Да. И многу ми се допаѓа како појава, навистина. Верувам дека девојките за кои што зборите се оној камерен состав Бонд. Така. Што да, и мене ме мотивира како ученичка по виолина, мало девојче што свири виолина и што сака да се најде себе си во тие води. Да, тоа е навистина многу интересно и го поддржувам, бидејќи придонесува да се приближи класичната музика на младите, на се помладите и помладите. Секако тука помага и YouTube и сите оние, нели, социјални мрежи на кои што во денешно време младиве деца се достапни на сите. Може да се информираат за нешта што биле познати и пред многу време и сега што се актуелни, така. Но ова е навистина интересен тренд кој што ми е драго да го видам дека доаѓа во Македонија. Има такви состави кои што го негуваат тоа, иако во исто време и добро свират, добро звучат, значи на сметка на изгледот и на настапот, движењето, не намалува квалитетот во свирењето, напротив. Да, еден чекор плюс е тоа, но ете, ние еве мали чекори правиме, малку по малку со Александар идеме напред. Да, еве, ние па сакаме баш тоа да го вратиме, она што многу време го немало во Куманово, тоа сакаме да го вратиме на култура, на слушање класична музика, сакаме да сме тука, сакаме да имаме настапи, да не гледаат луѓето, да едноставно да бидеме дел од тој некој кумановски јавен живот, како ваков состав. Еве, например, неодамна се отвори, не знам пред колку време, сега не ме фаќате за збор, детско хорче. Многу го поддржувам тоа. Имаме многу активни пензионери. Значи, зборам за пензионери кои што настапуваат, имаме театар, имаме музичко училиште и така натаму. Тоа е се дел од јавниот живот во Куманово, но класиката е ставена во втор, во трет план. Некако никаде не ја нема. Само ако имаат потреба да треба да се не слушат бидат говоранци 10 нели 20 минути, да не им е досадно на луѓето и тука се инструментите да посвират. И секогаш, бидејќи сум била во многу такви ситуации, да ме викнат да
отсвирам некоја композиција или да отсвириме некоја композиција, додека има говори, така, некоја манифестација со многу зборење. И сега, секогаш добивам честитки на крај, секогаш добивам поддржување, зошто не посвира уште малце. Значи, тоа ми кажува дека имаме гладни луѓе за музика, за култура, за ваков тип музика. Секако, воопшто не мора да се биде ограничен на строга класика, на класика од класицизам, романтизам и барок. Напротив, има толку интересни преработки во последно време. Чак имаме свирено на еден концерт македонска народна песна претворена во класична композиција, не знам, филмска музика претворена во класична композиција, отсвирена од класични инструменти, станува класична композиција, тоа е тој звук, а е пак нешто по-пристапно до луѓето. Она нитна класичната музика, а се внесуваат некои нови варијанти. Некои нови призвуци, едноставно, нешто пристапно, поприфатливо до луѓето, нели, за луѓето. И што зборувавме за сценскиот настап кој е навистина интересен, атрактивен. Јас како публика го гледав тој настап така што класичната музика ја доживував на сосема друг начин. Беше приближена. Тоа е ефектот, значи ми се приближи и сакав да ги најдам членките на групата Бонд, да ги пратам на YouTube, да слушнам уште нешто повеќе. А класичната музика е класична музика секогаш и на овој и на оној начин, на начин на кој што беше изведена. И се она, и што рековте, преработките кои постојат, и што слушнав од нив некои странски преработки, кои искрено не сум упатена многу за да можам да разговарам какви се и што се. Едноставно ми се допадна комплетниот таа изведба. Кажете ми, што планирате за некоја блиска иднина, далечна иднина? Да се изорганизирате нешто повеќе, секако е дел од планот, ќе го оставам Александра да каже, ама моје мислење е секако е дел од планот да имаме аудиозапис. Сметаме дека е важно да не се вадиме на тоа веќе дека сме виво и дека само во живо настапуваме. Вие пак свирете си во живо. Вие пак свириме во живо. Сигурно. Но ете, тоа е нешто што во догледно време баш сакаме да го направиме. Еве, некаде во Куманово, некој кумановско студио, ќе снимиме едно CD, па ќе видиме сега со Бога напред како ќе биде. Сигурно. Значи, најважно е да си го најдеме местото во општеството. Ако сами обстојуваме, ќе мораме да бараме нешто надвор од Куманово. А срамота би било да се настапува од другите градови, а да немаме свое место. Пред некоја година баравме простор во Центарот за култура. Трајко Прокопиев, директорот, ни овозможи да вежбаме и да настапуваме, дури станавме и матична форма, но сите тие наши настапи бевме вклучени, но постепено почнаа малку по малку да се намалуваат. Со изговор, културата нема пари, ако сакате да настапувате така бесплатно. Јас се сеќавам 90-тите. И вие на крај свикате па до кога више таа бесплатно? Идеме во приватен. Цело време свириме, дури до минатата година ни беа последните настапи. 2 години настапувавме без никакви финансиски средства, сами вака. И веќе и колегата Атанас Петров спомна, Александар, јас не сакам да свирам за џабе. Не сме учеле за џабе, не сме се школувале, колку години патување до Скопје, колку години вложен труд за да стигнеме до тоа професионално ниво и сега да дојдеме во ситуација да никој не финансира или плаќа за тоа. Така да сега моментално действуваме како во приватен сектор, кој колку ќе не повика и како ќе се издоговориме за настап. И така. Тука сепак на некој начин, мислам, има пари, барем. Ете тука, колку толку се чувствувате малку по-вредно, можам да кажам, можеби и називот можеби некоректен, ама така е. Некако ви го вреднува трудот на крајот на краишта. Имаше еден колега кој што вели, дури професорката, ќе ја спомнам, што предаваше историја на музика Жанина, во средно музичко, вика, ќе ве замолам, колеги, идни колеги кои ќе завршите, немојте никаде да настапувате бесплатно. Затоа што често пати ќе налетите на таква критика, па они толку вредат штом свират за џабе. Зошто некој да ве понижува, зошто некој да ве потценува, каде ќе ве платат, договорете се, настапувате
бидејќи толку години труд вложен, толку години вежбање и на крај тоа да не ви се финансиски надогради, исплати, кога можат преку Министерство за култура нашите виртуозни инструменталисти да фаќаат турнеи надвор од Македонија, каде што има обезбеден авионски билет и секој настап и одење у странство има по 1500 евра минимум. И од друга страна сосема другачи третман има таму. Зошто да не може на локално ниво, тука можеме да настапиме не само Куманово, туку преко некоја културна институција која би сакала да ни организира и менаџира за нашите настапи во другите градови. Можеме да настапиме во Скопје, во Битола, во Прилеп, и таму има културни центри, и таму, бидејќи порано они доаѓаа од другите градови да не гостуваат тука. Зошто ние да не настапиме во другите центри, а можеме и тука, бидејќи пазарот е многу мал кај нас и самата наша држава не е толку голема. 5-6 центри каде што можеме да настапиме, но да се надеваме на повеќе ликовни изложби, промоции на книги, приватни ангажираност, некои приеми на свадби и така. Мислам дека има каде да се понудиме и каде да настапиме, само ни треба финансова поддршка и некој да се заземе за нас, бидејќи не е наша работа да менаџираме и да спремаме проект. Секој си наше да свириме, да настапиме и да направиме некој снимка, запис кој што ќе остане за нас и за идните генерации после нас. Така. Јас се надевам дека ќе успеете барем едно по едно да се реализира, како што се поставени работите и плановите. И се надевам, како што рече Милена, од фестивалот на кој што треба да настапите, ве очекуваме. Ни ветивте кога веќе ќе настапите, ве очекуваме да ни дојдете тука. Со добри резултати, Сигурно. Ви пожелувам успеси. Благодарам. Драго ми е што дојдовте, што деливте време, музички што ни го разубавивте денот. Ни беше задоволство, благодарам. И на нас, сигурно. И крајот, ова е крајот, почитувани гледачи, а нашите гости беа Милена Гиевска, Андоновска, магистар виолинист и Александар Христоски, дипломиран кларинетист. Ги слушаме уште еднаш за крај, а на сите вас ви пожелувам пријатен ден и се гледаме повторно утре во исто време.